Добро утро и од мене. Време е да ја продолжиме програмата во живо. Денеска на гости ќе имаме Александра Јанева. Знаете дека периодов и тоа како е актуелна го подготвува незиниот албум кој што вели дека и тоа како ќе зборува за женската сила, за женската моќ, ќе ни раскаже во која насока ќе бидат и останатите песни. Многу е активна, пред скоро време го промовираше најновиот спот Сестро, а пред некој ден веќе видовме споделено неколку сториња на незиниот Инстаграм профил за нов видеозапис. Ке ни открие денеска веројатно за што и како станува збор. Така што додека ја очекуваме да ни стигне во студио, предлагам да направиме на официјална промоција на Сестро и да се вратиме назад. Верувам дека Јанева ќе биде брза и ќе дојде тука од спротивната страна. Да, тоа е оној заразен ритам и глас кој што Александра Јанева од почетокот на незината кариера дефинитивно го има и е многу препознатлив. Тука ние во студио не се секирате, најде паркинг, најде се. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, поздрав до сите гледачи. Како си, добра ли си? Добро, одлично, морав да се расунам на брзина. Возејќи 45 минути низ град. Толку ли патуваш? Толку, да, за жал. Да, добро. Ама барем е безбедно. Ама стигнав, знаеш, добро. барем е безбедно. Сега се шегувавме со режија, викам сега дали да ја караме Јанева пред камера дека доцни или не. И знаеш што викам? Ајде, викам, бремена нема да ја карам. Едно бремена, друго сейф сити, не можеш тука. Тоа нема оправдание. Ќе си тргнете во 8, како ние што си тргаме, ќе се стигнете на време. Добра ли си? Добра си, одлична си. Одлично се чувствувам, да. Со новонастанатата ситуација мислам уште побаво. Стварно едно посебно чувство, нели додека не го доживееш, едноставно не ти е реално. Меѓутоа кога ќе ти се случи, некако животот ти се променува во истата секунда, нови одговорности, нови приоритети. Чувството дека ќе донесеш нов живот на овој свет. Верно ти е тоа или уште е како почна да ми станува верно, реално во првите месеци, затоа што нели не ги чувствуваш ни ударите на оние baby kicks. А сега веќе почнува сето тоа, плюс од самиот старт не можам да се пожалам, стварно имав лесна, удобна бременост, немав утрински мачнини, гадење, повраќање, такви моменти немав. Привилегирана сум, претпоставам. И некако многу активно го пројдов целиот тој период со настапи, со снимања, со работа на албумот. Воопшто едноставно не ни забележав дека нешто ќе се случува со мене, никој друг не забележа, всушност. Толку многу си активна последниот период, мислам, буквално. Така, ама и искрено се одрази и на мојот глас и на енергијата која што ја носам во студио, некако даде една поголема топлина, една порадосна вибрација и мислам дека затоа и се така убаво ни тргна и го завршивме албумот. Едва чекам сите да ги слушнат песните кои што ги направивме, стварно ми се при срце и се посебни и се нешто позрело од мене, нешто на еден повисок левел. Тоа значи дека овој период генерално во животот ќе го паметиш баш и тоа како, бидејќи паралелно се случува, нели се? Да, многу интересно се склопија коцките. Кога почнавме со работа на албумот, знаевме дека ќе се работи на женски теми, знаевме дека тоа ќе биде нели она водечката тема, меѓутоа како некако стигнувавме до средината на албумот, јас дознам за веста дека сум бремена и некако целата енергија се променува во студио, уште попозитивно станува, ја правиме Сестро. После Сестро, песната која што ја објавив прва од албумот, јас дознавам дека носам женско дете и тука веќе некако Ептен поверува како се поклопува дека се оно што ми се случува баш се случува со причина и сега вистинското време да го објавам овој албум и да еден ден и раскажувам на мојата една керкичка како и што било. Да, ќе биде керка, нели? Тоа забележавме по ние Чевлички кои што
беа објавени. Всушност и оваа вест тие сподели со јавноста пред неколку дена буквално, на Козјак со заеднички фотографии нели со супругот. Како ти дозна дека си беремена, ме интересира, и како го извести на Иван? Ова беше многу интересен момент, бев само во Скопје тој ден кога дознав дека сум бремена. Иван имаше некоја работа во Струмица, јас бев во студио цел ден малтене во Тетово и се вратив касно вечерта околу 4 сабајле и не знам зошто посегнав да земам тест за бременост, веројатно некое предчувство. Чувство, да. И онака немав никакви очекувања, почнав да се спремам за спиење и го вртам тестот и гледам дека е позитивен. И онака следуваат секунди на шок, на забрзано срцебиење, не ти се верува, затоа што прв пат ти се случува во животот, но секако сето тоа беше испомешано со огромна среќа и радост и возбуда. И веднаш мисли за иднината како ќе биде, што ќе биде. И така не можев да спием цела вечер. До утро те фатило веќе, ако 4 сабајле. Така е, утро беше, да, и едноставно морав да ја споделам со некого веста, не сакав да му кажам на Иван преку телефон и секако дека ја споделив со најдобрата другарка, ја викнав кај мене и двете нормално бевме пресрекни, солзи, радосници имаше, се разбира. И така некако го искреиравме целиот план како да го изненадам Иван. И како го изненади? Се вратив во Струмица истиот ден, да, му напишав честитка дека ќе стане татко. Меѓутоа знаев дека ќе биде натрупан со работа, дека ќе биде фокусиран на работата и морав некако да употребам некоја бела лага за да го заинтригирам да ја прочита честитката. И му кажав дека каква честитка, кај му ја остави? Честитка обична за честитање на, не знам, на роден ден, на секакви поводи. И тој беше на состанок, кога стигнав во Струмица, во неговата канцеларија, беше на состанок. И само му ја подадов и му кажав, абе, знаеш, дојде комшијата, нешто ти напишал да ти се заблагодари, нешто си му направил добро дело, викам, не знам што е. Онака беше изненаден, збунет, и ја земи честитката, ама не очекуваше, нели, нормално да биде тоа што го пишуваше внатре пишуваше 1+1 еднакво на 3, daddy to be. И онака само се сврте вкочена целиот. Нормално среќен, возбуден, ја почувствував тремата кај него и си имавме онака еден посебен момент двајцата да ја примиме информацијата, да се спремаме за она што следува и нормално после споделивме најпрво со моите родители во Струмица, кои беа пресрекни, па со неговите, нели, најблискиот круг и така еден убав период на неизмерна радост, стварно не се споредува со ништо друго. Да. И викаш сега идеме јако. Сега, да. Сега спремај се. Керко моја, утре снимаме. Така, да, следуваше интензивен период на многу снимање на спотови, на довршување на финалните верзии на аудијата, меѓутоа се одеше некако стварно како подмачкано, веројатно заради тоа што имав и носев некоја позитивна енергија во себе, си ветив дека нема да се стресирам, дека нема да дозволам ништо да ми влијае на она што нели е најдоброто нешто што ќе ми се случи. И мислам дека заради тој мајндсет и така некако го истерав целиот период убаво. Така лесно. Пријатно лесно, да. Како доаѓа од прилика кој месец би требало да сега влегов во 6-ти месец. Сега се 6. Да. Значи како му доаѓа доаѓа малце останува кон крајот на мај. Да, ми е последната дата, меѓутоа ќе видиме како ќе биде. Живо и здраво, најважно, нели, датумот апсолутно нема никаква врска. Некако природно дојде да започнеме муабетов со ова, бидејќи ова е најважната вест, нели, во моментот. Важно е дека уживаш во бременоста. Најголемата промена, така е. И најголемата промена планирано беше, претпоставувам. Секако, да. Да, со оглед тоа што си проверува. Планирано, да. Добро, одлично. Имаше една изјава која што така интересна беше каде што велиш дека не знаев дека универзумот ќе ме слушне.
Така е, Тоа да. нешто нели си го посакувавте веројатно. Нормално, да некојаш се од случи. премногу работни обврски и фокус на кариера и на се друго, едноставно не ни чувствуваш кога ќе дојде правиот момент, кога е тој прав момент кога треба нели да основаш семејство, да имаш дете. И никогаш секогаш е право време, но и никогаш не е право време. Така да мислам, тогаш кога се случи, ете некако универзумот ни го приреди тоа изненадување, мислам со причина. Нормално дека првиот момент кога ќе дознаеш дека се случува тоа нешто, ќе бидеш во шок, ќе бидеш возбуден, меѓутоа се потоа се доаѓа на свое место и нормално дека едва и чекаш, затоа што нештото било планирано и има ли побаво нешто од тоа да бидеш мајка? Апсолутно. Некако дополнителна емоција ќе биде сигурно целиот твој нов албум кој што велиш ќе ја слави женската сила, така слави жената. Да. Зошто па во оваа насока одлучи да ги направи сите песни? Некако природно ти дојде, ти се надоврза? Природно ми дојде, да, затоа што целиот мој живот, од секојаш сум ја имала поддршката на жените. Нормално имам и машки фанови, пријатели околу мене кои што се мажи, меѓутоа секојаш жените биле оние кои што, ете да кажам, би го поставиле столбот на она што сум јас и им должам многу од моето емоционално созревање. Обично знаеме дека жените се тие кои што се повеќе отворени, повеќе им раскажуваат за своите проблеми на своите другарки, па се дискутира, па се наоѓа решенија, мажете се нели малце малце позатворени од тој аспект и некако сакав да им се заблагодарам на сите оние пријателки, другарки кои што се до мене цел мој живот. Што се и рамо за плачење, што ми се и ветер во грб и некако не би било оно што сум денес да не биле тие. Тоа е главната тема на Сестро. Меѓутоа и низ другите песни од албумот ќе се насети таа длабока женска емоција, сите оние стравови, искуства низ кои што поминуваме и мислам дека самото тоа што имам женски текстописец на албумот, тоа е Лунаристик, некако ми помогна моите емоции да ги изразам на лист хартија, ептен ги погоди. И уште кога почнавме да работиме, знаев дека ќе си кликнеме многу добро, затоа што на неколку наврати и двете разговаравме за тоа дека сме поминале низ слични искуства, како сме се чувствувале, како сме реагирале во одредени ситуации и знаев дека ќе биде полн погодок и дека секоја жена ќе се пронајде барем во некој стих од песните кои што следуваат. И се сметам себе си за силна жена, меѓутоа е на моменти многу емотивна, многу ранлива и сакав да ги покажам и двете страни од мене. Кога си била најранлива, кога веќе зборуваме за емоциите? Имало ли ситуации кои што навистина те скршиле, но подоцна нели си собрала доволно сила за да продолжиш понатаму? Па мислам дека општо човек е најранлив тогаш кога ќе се изневери неговата доверба, кога некојаш и од премногу очекувања, кога имаш преголеми очекувања и од другите и од себе, едноставно кога не излегува на крај онака како што си планирал, може тоа доста да те повреди, да те обесхрабри. Меѓутоа, пак ќе кажам, работата на себе е најважна и многу е важно, нели, кругот околу тебе каков е, со какви луѓе си обкружен, ако луѓето околу тебе се оние кои што само ти даваат негативна енергија и едноставно не ти помагаат да го најдеш решението, тогаш сосема нормално е да се чувствуваш така и да ти изгледа дека е некоја безизлезна ситуација, меѓутоа ако си обкружен со добри луѓе кои што ти мислат добро и нормално сакат да те поддржат и да те утешат, полесно се пребродува целиот тој период. Баш ти споменав и на телефон кога се слушнавме за Сестро, истото би сакал да го искоментирам и вака јавно. Како може секоја твоја песна од прво слушање да влегува толку многу во уво и да стане хит? Свесна ли си за тој момент, вака најискрено? Искрено, секојаш
кога објавувам нов проект, не тргнувам со големи очекувања. Знам дека сето она што го правам со голема љубов и внимателно ги одбирам песните кои што ги објавувам. Меѓутоа, сосема е нормално една песна да и треба време да дојде до публика, да ја заслушаат, да ја засакаат, да ја почувствуваат и затоа онака сум баш резервирана за сите мои песни. Тоа го дискутираме и во студио додека ги работиме песните, дека да, ова е многу добро, меѓутоа дај да смириме импресии, дај да не очекуваме за 3 дена приземни, да не очекуваме премногу, затоа што секогаш е поубаво кога ќе се изненадиш, кога ќе слушнеш вакви убави зборови, меѓутоа веќе сум подолго време на сцената и колку време официјално? Од 2013, значи скоро 13 години, во октомври 13. Тоа е една сериозна бројка. Сериозна бројка и мислам дека на некој начин си имам свој идентитет и веќе си пронајдена публиката знае што да очекува од мене и се трудам секој тоа да им го сервирам, меѓутоа во една поинаква, по-апдейтирана верзија од себе, да кажем. Го видов и она видео кој што е на YouTube со Владко Лозановски и многу добра комбинација сте, стварно одлично звучите. Како се споивте? Долго време, уствари, разговаравме на таа тема дека треба да направиме нешто заедно и концертот кој што следува негов на 7 март, мислам дека беше одлична прилика да се споиме, да видиме како ќе звучиме двајцата во студио. И морам да признам дека и двајцата бевме многу изненадени од тоа како ни залепува гласовите. Да. Затоа што нормално сме се дружеле, сме биле заедно на некои настани, меѓутоа никогаш не сме влегле во студио да видиме како всушност звучи тоа. Знаеме и двајцата дека имаме добри вокали, меѓутоа друго е кога ќе почувствуваш песната и кога едноставно да се спојуваат и надополнуваат двата гласа. Мислам дека одлично е прифати публиката, се уште се слуша, се врти, константно ми пишуваат пораки дека не можат да излезат од глава, дека кога и да ја слушам. Чекај, не те вадам од памет? Да, не те вадам од памет беше. И секако дека сите очекуваат тоа да следува нешто ново. Да, се крчка ли нешто такво? Се крчка, да. Со гледа тоа дека нели работите со исти тим, да речам. Така е, да, меѓутоа ништо не се форсира и особено кога на Владче му следува таков интензивен период спремање за концерт, не го брзаме самиот процес, затоа што на крајот од денот најважно е она што ќе го направиме да звучи добро, да ни биде и на двајцата онака при срце. Така да кога ќе се случи, ќе видиме. Така и двајцата сте тип на луѓе кои што не прават ради реда работи, така што верувам дека кога треба да се случи ќе биде и тоа ќе биде она баш вистински бум. Многу добро звучевте, може да дзирнат на YouTube, да го најдат на каналот. Како се поминавте на снимањето на Сестро? Ми делува дека некако многу сте се забавувале. Многу добро играш. Да, со оглед на добра хореографија. Од мала имав големи афинитети кон играње и знаев дома по 3-4 сати да играш. Да правам кореографии сама, да учам од Pussycat Dolls, па да ги имитирам нивните движења, буквално правев шоу дома секој ден. Меѓутоа, како одминуваа годините, веројатно заради тоа што немав некоја прилика во Струмица да одам во ден студио, да ги негувам тие мои афинитети, некако престанав да го правам тоа. И кога вака ми се пружа прилика со професионалци какви што се девојките од Dance Team Fusion, се трудам да дадам се од себе и да изгледа тоа пристојно, не дека сега нешто сум многу професионална од тој аспект, меѓутоа изгледа одлично, мислам. Да, се потрудив, бевме на неколку проби заедно. Морам да напоменам дека тие беа дел од снимањето и на Дождови. Ова е наша втора соработка и некако затоа што на Дождови си поминавме преубаво, морав да ги викнам и за Сестро, ги чувствував веќе блиски како мои сестри и нормално дека прифатија веднаш со задоволство. Самото снимање се одвиваше преубаво, иако беше во еден од најладните денови од годината, нас некако енергијата ни беше таква убава, топла и имаш убава дружба, сите беа некако позитивни.
знаеа дека може да очекуваат забава, дека нормално на сите песната им се допадна уште од првото слушање и со самото тоа што сите се грижеа околу мене затоа што знаеа дека нели сум бремена и ми посветуваат дополнително внимание, не можев да не се чувствувам како кралица. И имам многу убави спомени, искрено многу ми се допадна финално како излезе целиот продукт. Ова беше прва соработка со Огнен Шапковски и Кристијан Теодоров, кој што Огнен работеше на режијата, Кристијан е директор на фотографија. Нормално имаше и други луѓе кои што беа уклучени во самиот процес за светло, статисти кои што нели беа вклучени во спотот, луѓе кои што ни помагаа се да биде како што треба да биде. И многу убаво се чувствував, многу лесно. Пројдовме на снимање кога секој си ја знае својата задача и е фокусиран на тоа да излезе добар проект, никош не може да потфрли. А си размислила за твоите настапи да вклучиш некој дел така по-кореографски, можеби со... Да, тоа е... Кога веќе тоа го умееш и уживаш во истото, нели? Идеја која што имам, да, ја чувам во себе долго време, меѓутоа ете не дошол момент кога би можела тоа да го манифестирам нели на сцена. Так. Меѓутоа зошто да не во иднина? Ајде во новата ера на Александра, кога веќе ќе бидеш остварена како мајка, да не те прашувам што си посакуваш, бидејќи тоа што си го сакала се случува во моментов, за 10 дена нов спот. Да, за многу брзо, не знам дали ќе биде точно 10, можда и помалце, ја објавуваме втората песна од албумот. Баш ме интересира каква мислат дека ќе биде гледачите. Балада или нешто вака брзичко? Да, дали ќе биде едното или другото? А јас те прашувам, ама... Еве, јас ќе дадам еден хинт, дека е умилениот текст од целиот албум, значи нова песна, онака баш го сакам текстот. Па нека претпостават. Нема да откривам. Ништо ќе причекаме. Спотите снимен се... Снимено е, Треба да се монтира и сите тема. Се е готово, да. И монтиране? Така е, спремни сме. Кога успеа? Па се работеше интензивно. Истата екипа ли е? Не. Или не? Не. Намерно менуваш за да биде некако сите баш Па не, различен искрено имам повеќе соработници, сите ти имаат своји проекти на страна и гледавме кој кога може во склоп со своите обврски да сними еден спот, друг спот, так, за да тече работата. Така. Продолжуваш со настапи периодов? Одмарам, почнуваш да. Реално првите 5 месеци настапував константно и сватив дека доаѓам до момент кога веќе ми представува тешкотија да ги издржам сите тие двочасовни настапи, па потоа патување, доаѓање дома во раните утрински часови, сепак е напорно, паѓа доста имунитет и не сакав да изложувам мојата една керкичка на такви стресови. Мислам дека е доволен период да подзастанам, да се посветам на себе, но на што следува. Така, па тама низ потовиве да си ги достредеш. Нормално, да. Се комплетно, буквално. Размислувате ли за име или е веќе одлучено? Размислуваме се уште. Добро. Некако не ни се дава финалното име, се уште. Рано ни. Тоа како викаат, кога ќе се роди, па тогаш како ќе ти личи за кое име, така ќе биде. Ќе ставите на кумовите или вие сте тие кои што ќе одлучите за името? Или тоа не е одлучено? Па, кумот е најдобар пријател на мојот сопруг и мислам дека се што ќе биде наша желба ќе биде остварено од нивна страна, така да. Така, тоа е најубаво. Такви кумови да си бирате. Браво за кумот. Многу ти благодарам за гостувањето денес. Ми беше едно вистинско уживање. Ти благодарам. Здравје, следното гостување веројатно ќе бидеме со плюс гостинка тука. И со лесно нека помине се, да си уживаш во мајчинскиот период и да се гледаме за убави работи. Ветувам дека ќе се видиме повторно. Ето така, за крај ќе одиме пак со нешто твое.
се разбира. Што и да слушаме од Александра, секогаш е многу убаво, уживајте и се гледаме утре во 10 часот на Сито. Чао.